Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во неговата великденска порака, папата Бенедикт повика на прекин на крвопролевањето во Сирија, а денес Северна Кореја вели дека се е готово за лансирање на контроверзната ракета. 100 години по Титаник, нов Титаник плови по неговата патека. Еве ги вестите. Во неговата годишна великденска порака, папата на толпата од околу 100.000 луѓе собрана на плоштадот Свети Петар и кажа дека особено во Сирија треба веднаш да се пристапи кон почит, диалог и помирување. Севернокорејски официјални лица во неделата направија чекор без преседан, дозволувајќи им на странски новинари да ја видат ракетата што и покрај приговорите од САД и од Јужна Кореја се подготвува за лансирање неделава. Пјонкјанг тврди дека ракетата ќе носи само сателит за времето. САД и Јужна Кореја тврдат дека ова ќе биде тест на балистичко оружје. Брод за крстарење замина од британскиот град Саутхемптон по рута што ја имаше легендарниот трагичен прекуокеански брод Титаник пред 100 години. Веб страница наречена Pinterest стана една од најжешките социјални мрежи за жени. Тоа е виртуелна табла за огласување со фотографии, рецепти, идеи за украсување и многу повеќе. Гласот на Америка сакаше да дознае во што е тајната. Елизабет Фрейзер сака да гледа фотографии на кучиња на Pinterest. Таквите како мене, кои немаат деца, често ги сметаат за деца домашните миленици. Симпатично е кога луѓето ставаат слики од нив на Pinterest. Фрейзер вели дека станала зависна од овој виртуелен албум на сешто, од патувања, мода, идеи за домот. Иако е онлайн веќе 2 години, како последниве неколку месеци да направија бум за Pinterest, правејќи го една од најбрзо растечките веб страници воопшто. Фрейзер вели дека особено и се допаѓа што Pinterest е лесна за користење. Се што ќе видите на кое било друго место на интернет, едноставно го закачувате на таблата што сте ја креирале на различни теми. Ребека Колман е писателка од Мериленд. Таа вели дека се закачила на Pinterest кога сватила дека може да се искористи како средство за маркетинг. На Pinterest ја промовирала незината најнова книга Кралството на деството. Следниот ден од како ја закачив страницата, продажбата скокна. Сигурна сум дека тоа е причината. Pinterest дури испраќа имејл пораки кога луѓето ја прикачуваат незината книга. Одлично е за публицитет, слично како вербално ширење на вест, само што е визуелно и може да стигне до многу луѓе. Џејми Брансон е домакинка. Со пријателка започнала проект, каде во блог пишуваат за нивното искуство со Pinterest. Мислевме дека ќе е забавно да ги пробаме нештата што ги закачивме, да им кажеме на луѓето што излегло добро, а што не. Тие боеле волница со овошни пијалаци во прав, направиле капа за керката, направиле фотографии да изгледаат старински, да им дадат карактер. Многумина ги следат, судејки по хитовите на нивниот блог. Но дали Pinterest е тука да остане? Никој не може да каже, но засега е мошне жежок. На само неколку километри од американскиот Капитол и седиштето на американската влада, првата компанија со лиценца во државата за продавање на мирници специфично за одгледувачите на марихуана отвори продавница. Ова коинцидира со првите чекори на Вашингтон да го имплементира законот со кој се легализира употребата на марихуана за медицински потреби. Но како што ќе видиме од следниот прилог, медицинската марихуана отвори битка меѓу 16 сојузни држави кои усвоја такви закони и спроведувачите на федералните закони. Во Вашингтон церемонијално беше засадена првата марихуана за медицински потреби. Собственикот на We Grow, Алекс Вонг, решил да отвори продавница откако видел како мајка му страда низ третманот на рак. Тој е убеден дека марихуаната намалила некои од нуспојавите. Мајка ми почина пред 7 години. Секогаш се прашував зошто мораше толку физички да страда и да зема морфиум. Со
Со продавници во Калифорнија, Аризона и Вашингтон, WeGrow продава алатки, ѓубриво и системи за одгледување со цел да ја донесе марихуаната на ниво на култивација, како другите корисни билки. Некои предвидуваат дека оваа индустрија има потенцијал да стигне до $9 милиарди за 5 години. Дарман е основач на WeGrow. Во следните неколку месеци ќе се прошириме во рамки на Аризона и Калифорнија, а отвараме и продавници во Делавер, Њу Џерси и државата Вашингтон. Федералниот закон забранува култивација, продажба или употреба на марихуана, но 16 сојузни држави и градот Вашингтон донесоа закони со кои се дозволува нејзино користење за болести како анксиозност, болки во грбот и спорадични ефекти од лекови против сида и рак. Дик Кенеди е пензиониран аналитичар на ЦИА. Дошол да се придружи на повиците за крај на националната забрана за марихуаната. Јасно е од пред 40 години дека таа е помалку опасна од алкохолот или цигарите. Забраната нема никаква смисла. Но федералците започнаа со акции изминатава недела на Универзитетот во Окланд, Калифорнија, во школата за трговија со марихуана и медицинска дистрибуција. Неколку држави и градот Вашингтон го одложија дистрибуирањето заради страф од федерално гонење. Стив Фокс е од Асоциацијата на национална индустрија на канабис во Вашингтон. Се надеваме дека долгорочен тренд ќе биде можност државите сами да ја регулираат медицинската марихуана. Во меѓувреме се пишуваат писма до законодавците со повици за крај на битката со медицинската марихуана, но се чини ништо не може сега да го запре растењето на пазарот за контроверзната билка. И утре ќе зборуваме за медицината, но од вселенска перспектива. НАСА планира мисија за тестирање на човечката издржливост во услови на безтелесност. Ако се прашувате каква врска има тоа со вас, гледајте Newsflash во вторник. Може да се изненадите. Утре во Newsflash. Од остеопороза до психолошки пореметувања, вселената може да има одговор. Се за денеска. Ве чекаме овде и утре. А во меѓувреме појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте на Facebook. Јас сум Лилица Китановска. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Пријатна вечер.